Добар ден од мене, значи јас сум Игор од ИЕЦР Прилеп. Работам од настав на мојата презентација на стара математичка приказна, преку 200 години стара, која што се најде последниве 20 години во фокусот на она што е најсовремено, значи примена во примената роботика. Станува збор за тоа превод како теорија на винт, во суштина скру теорија е онај оригинален настав што го има. Сега, кој бекграунд, значи како јас се најдов во таа приказна и како вие како студенти, значи особено што бара математичар во индустрија? Како се чувствува математичар во индустрија? Значи ние власт, значи да не дадеш задача да решаваме, дека три отсечки да си пра некоја патека, тоа отприлика е животот на математичарот. Може да замислите на крајната точка, како се опишува и на кој начин има тоа. Тоа е математичка задача, ова е забавно, може да се замислите дека математичар може да се занимава со. Што врскинува со роботика се прашувате, не? Значи, роботиката е интердисциплинарна, значи да се креира нека така да се роботизирана машина или било што и требаат машници, треба електричари, треба води се тоа. Кај е математиката во сето тоа? Ова би било нека план, значи, кој што би се движеле. Би одговорили на прашањето што е робот за да разбиеме некој разсуди на почеток. По-конкретно, значи, што е тоа кинематика на робот и двете насоки на движење, проблемот кој ќе се третирам. Теоријата на винт, значи клучното нешто што е релативно малку познато да речем и особено историскиот бекграунд на теоремата на Шал. Законечно да морам да телно го работам моментално, значи тоа се пред се под проблемите на паден кахан и можноста за примена на така да нека револуционерна промена во пристапот кон решавање на кинематика на робот. Значи јас сум како Манчестер и другите, значи јас сум фан на овој вториот тип наспроти дека конвенцијата која што е ултра популарна, од друга страна е многу силна. Под робот, значи најчесто што ни излегува прва слика е нешто вакво. Значи тоа е хуманоид и луѓето обично кога ќе им кажам дека се занимавам со роботика се асоциацијата моја таа и прашањата се поврзани со такво нешто. Значи, јас сепак да пуштиме топката малку, дали под робот може да подразбираме само такво нешто или каде би се движело на што ги интересираше на кој насок. Zero? I'm okay, really. Thanks. You can shrink now. Does it hurt when I touch it? No, it's okay. No touching. You got Ow. You have fallen. You think? On a scale of 1 on a scale on a scale on a scale of 1 to 10. On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain? 0. It is all right to cry. No. Crying is a natural response to pain. I'm not crying. I will scan you for injuries. Don't scan me. Scan complete. Unbelievable. You have sustained no injuries. However, your hormone and neurotransmitter levels indicate that you are experiencing mood swings, common in adolescence. Diagnosis? Puberty. Whoa, what? Значи, првите асоциации се хуманоид и фантазијата не води кон нешто што се вика вештачка интелигенција. Значи, би се обрнал на тоа дека дефинитивно тоа пак има математичка основа. Значи, за зборуваме за вештачка интелигенција, значи за одлучување, носење одлуки и такви неки работи. Значи, повеќето тие работи се поврзани со теорија на веројатност, со дата майнинг, значи може да пресекне меѓу математика и современи компјутерски науки, но во суштина она што на кое што на денешно ниво е роботиката и она што го подразбираме под применета роботика, е особено поврзано со темата, значи основата на која што ние да разговараме, тоа се индустриските роботи. Или уште подобро роботизирани машини, или она што најчесто го има е така наречените CNC машини, кои што се нумерички управувани.
Ова слика е интересна од аспект на тоа што ќе разборувам, затоа што е предизвик, значи дури за современата наука е предизвик кинематски да се реши на ваква структура. Се надам ќе ви долувам да сватите зошто е тоа проблем математички. За конечно, значи, да гледаме тука на ЦНЦ машина какви што има прилично многу во индустријата и кои што се, чие што кинематика, да речеме, е релативно решена. Сега ние можеме само за моја скрутиори да зборуваме како тоа би да го направи поедноставно или така нешто. Значи, ако ја симниме топката малку, зборуваме за индустријски роботи, роботизирани машини, да го поставиме математичкиот модел, тоа подразбира автоматски да ги избегнеме сите непотребни работи, да се фокусираме на клучното, значи што е клучното, да заборавиме и вештачка интелигенција, се роботот треба да се движи, значи дури оној најсофистициран кој што има се и се што и кој што носи одлуки, во суштина е движењето. Секако тој се движи, за да се движи, значи нас ни треба да го упростиме моделот до така наречени роботски манипулатор. Се едно како е конструиран, се едно за која намена е. Во суштина ние имаме нешто што се вика оска, ево уште една оска и тие се некако поврзани. Овие уште една оска и овие се викаат joint или врски. Значи нас не треба да ги посматраме работите како некако склоп на оски и врски. Бројот на оски, уште наречен дов или степени на слобода, ни укажува на сложеноста на тие движења. Во таа смисла, колку повеќе оски, толку по-сложени се движењата и по-комплицирано се поводи сето тоа. Така што уште еднаш ако ги упростиме до крај, ако ги упростиме работите, ќе видиме дека за да се движат роботизираните машини, значи мора да има некаков погон, а тоа е некој мотор. И сега моторите кои што ги прават движењата, ги произведуваат движењата, во суштина се само два типа. Едниот тип е така наречен ротацијска оска и едната е призматична или транслацијска оска. Тоа што на крајот од криштата се сведува на две многу едноставни математички поими, две движења, тоа се ротација и транслација. Комплицираноста доаѓа од тоа што кога имате повеќе оски, тие се хиерархиски поврзани, креираат така наречена кинематска верига. Така што како да го долувам целиот проблем, например, замислете треба да креирате видеоигра во која што некоја овца се движи. Ние во суштина сте програмер, некој треба да направите за семинарска работа. Скриптово кажа че видите траекторијата на ушето од овцата, ако таа оди, значи напред, ја движи глата вака и со овцето клик-клак. Значи што е поентата? Ако ти го гледаш само движењето на овцето, тоа е многу едноставно. Ама треба да водиш сметка дека ушето е врзано за глата и дека со самото движење, кој ќе се движи истовремено, траекторијата станува по-комплицирана. И уште ако се движи со нозете, така, тоа се веќе делува ужасно комплицирано. Добрата вест е дека ако ги издвоиме едно по едно и само ги поврзиме во една хиерархија, значи така наречена кинематска верига, ние во суштина се што ни треба е премин од, да речеме, некој главен координатен систем кон секундарен и кон терцијарен. Во суштина тоа е родителска врска, значи родител-дете хиерархија, во смисла се што прави овој координатен систем го носи со себе овој што му е дете. Што значи дека имате родител-дете, па овој родител на родител би бил дедо и така нешто. И сега ако тоа имате ен такви оски, прилично дрвово е комплицирано, но во суштина се сведува на да ги поврзиш и толку. Значи, самата приказна на крајот од криштата едноставно. Малку го преварате, значи денес овие поими што ги слушнавме тука, кинематика, инверзна кинематика, форвард кинематика и тие ствари, ти налетате на куп веќе решења, значи готови решења, софтвери, дури и бесплатен софтвер, а што гледате бесплатен софтвер што нуди комплетно решение за инверзна кинематика за прилично софистицирани роботизирани машини со речеме 4-5 оски без никаков проблем. Дури сме кај сликата да објасниме дека она што сакаме да го контролираме е крајниот ефектор на машината, значи на роботскиот манипулатор, во смисла точно ние, ако сакаме да ни заврши било која работа роботот, треба да појде на точно определено место, значи овие црвените се позиции, но кога да речеме дека треба, јас сум робот и треба да направам некој дејство овде, на колку начини можам да стигнем со крајниот ефектор до оваа точка? Можам вака, а можам и вака. И сега, ако зависи што сакам да правам, ако сакам да фарбам, така,
Тогаш овде кој ќе треба под некој агол да масам, значи не можам да се четкате да продолжам понатаму. Или кога треба да заштрафувам или да заварувам нешто, тогаш дефинитивно е важно електроната да ја погледам точно под определен агол. Ако станува збор за моите машини во работа, значи треба да положува композитен материјал на некоја површина од која што треба да произлезе некој суптилен дел како крило на авион, тоа е исклучително важно под кој агол, на кое место, со која сила, со која температура се сите тие контролирани процеси прават да приказната тангли лично сериозно. Значи, од математички аспект на гледање, нас е битно дека сакаме да контролираме позиција, но и ориентација на крајниот ефектор на работа. Ева е само тематиката, значи што е тоа кинематика, што значи допруваме со движењето на работа. Во принцип, ако ние имаме, да речеме, некои си N степени на слобода, тогаш ние имаме N мотори. На секој од тие мотори треба да му испратиме некаква команда, што е означено како тета1, тета2 и така натаму до тета N. Тоа ни прави еден простор на делување, кој што обично го викаме машински простор или понекогаш dream space. И во тој простор ние преку него фактички ги управуваме действата. Меѓутоа, пак ќе нагласам, значи, ние ако замислите ќе имаме колку 8 мозки нека бидат, значи 8 броеви би управувале со тој мотор, секој мотор по некоја команда, тие 8 броеви би управувале со тоа каде и како ќе поиде роботот таму. Но независно колку степени на слобода има роботот, она што во реалниот 3D свет се случува е позиција и ориентација. Што значи дека секогаш она што нас во реалноста не интересира би било ова е подредена шесторка или секогаш тој така наречен workspace или pole space е R на 6. Тоа е тој работен простор во кој што ние сакаме да ги контролираме работите. И како да поиди, и каде да поиди, и со која прецизност, тоа ќе го направи. И сега, ако сакаме да имаме контрола, motion контрола, значи нас не треба некој пресликување од едниот во другиот простор. Ако не интересира при командување на тие и тие N координати на моторите на машината, каде и како ќе се постави роботот, ние во суштина правиме директна кинематика на роботскиот номенклатор, во смисла ги задаваме N-те координати и на крај добиваме 3 за позиција, 3 за ориентација, вкупно 6 координати за положбата на роботот. И тоа е едноставен проблем. Значи како со кој метод да го работите, директната кинематика е релативно едноставна. Обратната задача е да се најди мапирање, обратно мапирање. Сега во ситуација ако ние знаеме кај сакаме да поидеме под кој агол, значи ако знаеме позиција и ориентација, да пресметаме кои команди треба да му ги дајме на моторите. Проблемот е што понекогаш ваквата задача нема решение, а проблеми кои има многу решенија затоа што треба да се оптимизираме. Значи имаме пресликување кое што е директна кинематика, а обратното е фактички само задача. Значи не можам да зборувам за инверзно пресликување, пошто она приличното е од тој тип што и тешко дека ќе имаме ситуација во која што ќе биде нека биекција, па може да зборуваме за инверзно пресликување, туку имаме проблем во кој што треба значи да најдеме некој пресликување од она што го нареков pole space во она што го викаме machine space. Таквата задача се вика инверзна кинематика. Се уште повеќе да ги упростиме работите, бидејќи рековме моторите се прават или ротација или транслација, на крајот од денот, значи ние целата одговорите на прашањата ќе ги најдеме во механика, каде што би зборувале за тоа како едно круто тело треба може да се премести или да промени својата позиција и ориентација. Ако прикачиме еден координатен систем во крутово тело, нема други деформации, зашто само може да се премести, ние зборуваме за некаква изометрија која што запазува ориентација во суштина, значи тоа се геометриски трансформации кои што се изометри и не содржат во себе рефлексија, така што секој таква промена на положба и ориентација на крутото тело може да се опише како состав на една транслација и една ротација. И ова е исто така што познато. Како го правиме, како го контролираме тоа? Типично, класичен пристап е користење на хомогени 4x4 матрици, што претпоставуваме се како линеарна алгебра е апсолвирано прашање, во смисла кога ќе правите ротација во како линеарна трансформација, ви имате, кажам, 3x3 матрица која што го решава проблема. Ако воведете транслација, имате проблем од типот пресликувањето не е линеарна трансформација, меѓутоа кога ќе го склопите се тоа состав, проширување на просторот, значи преминување во хомоген простор 4-димenzионален, ви го решава проблемот така што сите овие трансформации можете да ги правите со 4x4 матрици.
Тоа е добрата вест, што е едноставно да се направи. Лошата вест е што малце запорнича да се множат сега, да се изгледат, ако имате N так, верига од N оски да речеме, веќе имате N такви матрици кои што треба да ги измножите. Меѓутоа во денешно време кога имате алатки за компјутерски алгебарски системи или нешто слично, значи и дури и тој дел не би бил толку проблематичен. И сега идеме до студентите тоа. дури и тоа можеме да го свалиме. Да. Сега, кај е упростувањето? Што е новото во нашето изговор? Теорема на Шан, сега добро да изговарам кој француз, тој во 1830 година, значи претходно иста теорија е објавена од Моци во 1763, но како што обично бидува сите заслуги се на популарен, да речеме на некој начин. И тој го поставил некој го вика тоа фундаментална теорема на геометријата. Вели, секое движење на круто тело може да се опише како состав на ротација околу некоја оска L и транслација вдолж истата оска. Значи, новото е само во истата оска. Значи, прилично интуитивно е јасно дека секоја промена на положба и ориентација може да се опише како состав на транслација и ротација. Класичното се прави, значи го преместуваш телото со транслација, правиш оние Ойлерови агли, ал, пич, рол и јо, и добиваш нова ориентација и тоа е тоа. Поентата е што вика околу истата оска. Сега, тоа е интуитивно тешко да се види која оска да дури пресметкано, но не е едноставно, но на крајот нема ни да ни интересира, пошто ќе се завршиме работата без да ја бараме која е реалната оска на некој комплицирано движење. Што е поентата? Значи, ако точка П, замислите дека ротира за некој агол тета овде, околу оваа оска, означена со омега, таа ќе дојде во положба која што е Q плюс, ова е означено како E на омега тета по P минус Q, со тоа што E на омега тета, одеднаш станува интересно како запис, е експоненцијална форма, што би представувало, но тоа е само, можеме да го прифатиме само како запис на матричното множење на хомогени матрици, кои што ги користи експоненцијални закони за да биде по-концизно запишувањето. Сега, во позадина, значи се, да бидеме искрени, се работи за хомогени 4x4 матрици. Значи, матричното представување е во позадина. Меѓутоа, својствата што ги имаме тука ќе ни овозможи сега и пресметките, а и особено запишувањата да бидат многу по-компактни, интуитивно, многу појасни. Точката П значи се ротира овде и уште имаш транслација вдолж истата оска, така што од П крајната положба ќе биде овде и таа положба е опишана со значи збир на вектори, каде што ова е матрица 4x4 се множи по овој вектор и плюс се додава ова Х тета омега која што исто така збир на вектори. Така што на крајот од краиштата станува прилично компактна таа формула на движење кое што вели може да го опише секое движење на круто тело, секоја промена на позиција и ориентација. Зошто се вика теоријата скру теори? Затоа што ваквото движење кога правите состав на ротација и транслација е фактички движење на винт на штраф. Ова е фактички хеликс, значи крива која што е по цилиндар, траекторијата значи е хеликс, но во суштина движењето инженерски гледано е фактички движење по штраф. Значи ваквата теорема во наредните 70-ти години, 1900 година, е поставен во механиката така целата таа скру теорија, значи сите тие механички движења и теоретски некои примени се апсолвирани пак ќе речем одамна, значи уште во 1900 година, и се користи значи ваков некој запис кој што е многу интересен, затоа што секој вакво движење сега се опишува со една подредена шесторка, во смисла ви треба два 3D вектори, V и омега, и таква пар од два 3D вектори го викаме твист. Твистот е означен тука со си, и омега е единичен вектор кој што е носещ на насоката на оската околу која што ротираме, а V е 3D вектор кој што се пресметува во општ случај по оваа формула и ги вклучува фактички кој ќе го имаме твистот, доволно ни е само уште една променлива, значи уште еден параметар тета, за да ние добиеме комплетно целото движење. При што ова е повторно 4x4 матрица, бидејќи овој прозорец тука е класичната ротација, ќе видите на следниот слайд, претпоставувам дека ќе ја препознаете. Се работи за
класична линарна трансформација ротација, која што е позната како формула на Родригес. А ова е транслацијскиот порцијата за транслација, која што е прави. Цртежот тука не се гледа баш добро, и истиот од претходниот, значи имаме ваквото движење опишано со една 4x4 матрица. И реков и ова е одамна познато, значи не и ова не е новото. Формулата на Родригес, овие тета се кратинка за косинус, се кратинка за синус, така што ова исто така се е матрично сметање, бидејќи омега капа е производ на транспониран вектор по самиот себе, што ќе даде 3x3 матрица, така што ова е 3x3 матрица на ротација. Ова е интересен запис кој што ја дал Родригес за да исто така бидат поупростени представувањата, и ова е 3x3 прозорец во матрицата што гледавте на претходниот слайд. Да се придвижиме кон тоа што е новото, значи како ова е стара приказна, значи се тоа е стара приказна, доаѓа до израз во некои кругови во последните 20 години. Да се вратиме на роботскиот манипулатор. Значи, ние за да направиме движење, контрола на движење на еден роботски манипулатор, ни треба според. Така наречена ДХ конвенција, исто стара приказна 50-тите години некаде, Деневит Хартенберг, поставуваат на некој начин правила, конвенција е, значи според која што на секоја оска се прикачува соодветен координатен систем, се пополнува табела, буквално како user manual, како упаста, си правиш табеличка, вика, си ги пополнуваш секогаш истите 4 бројчина и на крај имаш формули според кои што најдеш врска меѓу координатните системи. Овој координатен систем што тој е на глата, тој е на овцето, од кој ќе составиш табелата, на крајот се следува една огромна преснетка. Обратната кинематика знае да биде ужасно комплицирана, кога ќе видиш тие матрици колкави се, ако некој си нашол претходно да ти ги изнимаше. Но се разбира дека не се нерешливи тие проблеми и така тоа се работи. Значи, дека конвенцијата е класика, можам да тврдам дека преку 99% од случаите на луѓето што практично се занимаваат со оваа работа, ја користат дека конвенцијата, вклучувајќи ме тука и мене допред една година, да речем. Таквата конвенција претрпува во последниот кај на 70-ти на години различни модификации, особено што често пати имаме потреба да работиме со паралелни оски кои што се приближно паралелни. Ако тука вклопиме проблеми на прецизноста, калибрација, компензација, такви работи, значи дефинитивно ни е прилично важно се колку се тие паралелни, значи дали се паралелни, дали се или колку се тие паралелни, така натаму. Така што Хајати, ако некој воопшто има допирна точка и се занимава со работа, убаво е да се види дека Хајати е она модифицирана дека конвенцијата што е најкорисна во ваквиот случај, но во секој случај дека конвенцијата е најмала рака запорничава. Значи, тоа што имаш толку многу координатни системи, тоа што имаш правила, конвенција, морало вака да биде, зетовската морало така да биде, па ова друга е морало така да биде. Значи, самата тоа што без некоја логика можда се поставени некои барања кои што луѓе си ги следат како некој упатство, ја прави таа конвенција да, не знам, малце не е многу практична. За конечно има премногу координатни системи и има премногу комплицирани преснетки. Записот е ужасен. Во последните 24 година Мурей издава книга во која што се опишани можностите за ревизија на сето ова, значи и од тогаш натаму еден куп трудови кои што се залагаат за напуштање на дека конвенцијата како алатка и користење на скрутиори, значи на теоријата на Винт, и клучните предности се што овозможува глобален опис на движењето, на колку сака некој оски, колку сака степени на слобода на некој робото, се можеме да го направиме со 3 координатни системи, кои што во пракса пак, доколку инженерите на некој посебно специфично барање, може лесно да ги сведиш на 2, што значи дека ти треба основен, значи некој референтен координатен систем, кој секоја приказна, и останатите се само за воркпис и само за тул, каде е алатот, оној ентифектора што го викаме, 3 координатни системи се доволни. Ако еден од нив можеш да го поставиш
имаш право да го поставиш ти што сакаш така да се сведува на два координатни системи. Значи првата голема предност е што ја баталуваме табелата на ДХ конвенцијата, ги баталуваме барањето на таквите параметри и параметрите што реално ги бараш од инженерите се по нормални, по пријатни. Значи се дај ми координати нови вектор во однос на тој координатен систем и крај, значи само со метар ќе ги измериш, тоа е целата приказна. Второто е оној експоненцијален запис што го видовте, кој што е покомпактен, попрегледен и многу човечки делува кога ќе ги видиш тие формули, значи во неколку реда во споредба со оние матрици кои што би биле ужасно комплицирани. Сега, ова е пример за директна кинематика со скру теории за петосна машина конкретно, која што и не е баш конкретно, значи ова фаќа модел на било која петосна CNC машина, која што ги има 4 оски на едната верига и една оска на другата верига, што би значило дека ова е тој базичен координатен систем, основен, овде е workpiece координатниот систем и ова е алатот, крајниот ефектор, значи cutting tool пише. Тие три координатни системи кои ќе ги споиш, имаш по суштина три транслацијски движења по x, по y и по z на другата верига и имаш две ротацијски оски. Целата форвард кинематика е запишана во еден ред на овој начин и фактички ги имаш контролата на движење од она, како што да се потсетиме, значи од machine space во pose space. Како обратниот проблем да се реши е клучното прашање кое што е се уште во фокус на интерес. Инверзната кинематика со помош на теоријата на Винт овозможува, значи да, например, за онаа конфигурација претходно што ја видовте, имаме веќе решение пред година или две, во кој што се топтан решени на едно место сите 216 можни комбинации на оски. Значи, како сакаш комбинирај ги тие 5 оски во една или во друга верига, комплетно решението е секогаш исто и секогаш се сведува на два така наречени подпроблеми на паден кар. Оно што ние актуелно да работиме со овој тим, што беше наведено на почетокот, е решавање на генерално решение на инверзна кинематика за повеќе осна машина. Значи, конкретно ние работиме со Microsoft кој што произведува роботизирани машини за AFP-ATL технологии, во кој што реално имаме потреба конкретно да решиме инверзна кинематика на 7-осна машина и се судиривме со еден интересен истражувачки проблем. Оно што, значи, во последните 20 години сите се повикуваат дека трите подпроблеми на паден кахан, кои што ги поставува Мори во 94 година, се доволни да се реши инверзна кинематика на било која конфигурација, со тоа што генерално решение се уште не е најдено, како ова за петосни е најдено. Меѓутоа за 6-осна или 7-осна машина генерално решение не е објавено. Затоа викам дека ова е во жижата на интерес во научни труdoви. Значи, ние дури ќе му најдеме мана на сега со петосни машини. Конкретно, значи, е малку подетално за паден кахан, тоа ми дозволува времето. Проблеми на паден кахан, прв подпроблем е овој. Ако имаш, се разбира крајно упростен модел, имаш оска на ротација, имаш дадено точка во простора и уште една точка Q. Да се најде ангулов, така што P да се заротира до Q. Задача веројатно за линеарна алгебра, прва година. Значи, едноставен проблем на кој што се сведуваат проблемите на инверзна кинематика. Малку покомплициран проблем. Ако имаш, вели, две оски кои што се сечат во една точка, имаш дадена точка P и точка Q и сакаш P да заротира за тета 2 агол и таа заротираната да заротира за тета еден друг агол, фактички имаш композиција на две ротации околу овие две оски, така што P на крај да заврши во Q. Третиот проблем е сличен на првиот, но бараме позиција која што би била на дадено растојание од некоја дадена точка. Значи, Q точкава не лежи на ова кружница тука е негде на друго место, ама дадено е растојанието до кај треба да спасе. Тоа е третиот проблем на подпроблем на паден кахан. Она генерално решение што ги имавме за сите 216 комбинации на петосна машина, работи исклучиво, значи од последствие, сваќам дека по суштина не е генерално решение, затоа што користи претпоставка дека тие сите оски се сечат. Но и секој ќе налетете на инженер
кој што ќе ви рече зошто малку ексцентрицитет да не направиме. Значи, ова вака ќе ротира, ова вака ќе ротира, тоа е пристап што има машински инженери. Не само заради дизајн, туку за да се заврши тој некоја работа, па на крајот истото и мене како математичар истото прашање би го поставил. Што ако го тргнем ова ограничување, правите да се сечат. Добивам нов проблем на паден камен. Значи можам да се пофалам дека ги имаме генералното решение, значи го решивме проблемот. Ако вие не сум на мој лаптоп, дека ќе го прикажам. Ги имаме тоа решение, така што можеме да кажеме дека сега навистина има наука решение на сите петосни машини. Пошто ако се оските на ротација така поставени што не се сечат, тогаш таа теорија би паднала во вода. Ние се тој проблем го решивме затоа што имавме потреба да креираме кинематика за таква конфигурација. Следното ниво би било со повеќе оски, Мурејничи првиот фактор што го спомнав, во главно вели немам стратегија, нема генерално решение се уште, но има 2 или 3 трикови кои што се го користат вака поставените 3 подпроблеми на паден кахан, за кои што со тие трикови може да се реши за конкретна машина да се реши проблемот. Значи генерално не можеме да најдеме, но можеме за конкретна ситуација да ги комбинираме тие трикови да наоѓеме решение. Има еден куп такви кои што ги решаваат тие проблеми. Следно што налетавме на најчесто луѓето се во тој кој ќе преминиме преку 5 оски се напуштува на CNC модел. Значи најчесто се зборува за кинематска верига од типот на кука роботите, значи нешто ги гледате со 6 ротацијски оски. И такви решенија значи се понудени доста кои што исто така се сведуваат на овие 3 проблеми. Ама конкретно на кинески труд вели и добро и за тие куките кои што се комерцијален производ. Кинезија направиле сега друг робот кој што оските не се сечат. Че има некој ексцентрицитет од X причини веќе е произведен таков робот, за кој што таквиот пристап не е соодветен. Што значи дека овие 3 проблеми на паден кахан веќе имаме екстензија, значи што ние го направивме, што исто и за паралелни оски не е решено како оригинален подпроблем, значи ние го поставивме тој вториот проблем како генерален. За на крај да се вратам на малку на онаа слика што имав на почеток. Ова би била интересна конфигурација, затоа што ова е што го видиме скука конфигурација, значи уток план кука робот е 6 ротацијски оски поврзани. Меѓутоа се имаш уште нешто. Тој робот не стои, значи не мирува па да работи раката само да манипулира нешто, туку се движи по некоја шина, значи уште една трансмисијска оска, што е 7 оска. И конечно делчево кај што треба да работи, конкретно ние сакаме да положиме композитен материјал, исто така ќе биде подвижно, ќе се врти, што е 8 ос. За да се постави, да се реши кинематиката на ваква една конфигурација, дефинитивно покажавме дека за нашиот случај, значи ние сакаме конкретно да решиме, не се доволни трите проблеми на паден кахан, така што ние си формулиравме четврт, да речеме, и го решивме тој проблем, што е така прилично интересна ситуација. За останува значи да ги имплементираме целото решение за да можеме да речеме дека да го верифицираме фактички дека на реално на машина ќе работи. Инаку теоретски се сведува проблема на што го кажав на почеток со отсечките. Сами си составивме математичка задача, сами си ја решивме и сега можеме да се надеваме дека тој ќе има примена. Значи тоа е примената на математика во индустрија. Разликата е само што никој не ти дава задачи. Треба само да си ги направиш да ги поврзиш со реалноста. Се друго се сведува на си играме играчки со оските. Сега, предизвикот кој е во оваа област, значи кога би нашле ние примена, значи генерално решение, тоа би било интересен проблем. Кога би нашле генерално решение кое што може да се програмира како оние слободни софтвери што ги спомнав за петостни машини, кога може да се најде за произволен број на оски, некој решение кое што може да се направи тоа што во аспект на контрола на движење само да го после ќе можеме да се занимаваме со остатите. Добро, ова се референците кои што ги спомнав, значи со повиков најчесто на Муреј, кај 94 година, 96 било. Книгата Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. Малку поинаков пристап, Джазер,
така читана. Theory of Applied Robotics. Исто целата приказна има преработена на поинаков малку начин, по-пристапен е првиот се разбира, и на генерално решение што го спомнавте во Аутинта Сјан трудот, кој што инако Аутинта се истражувач од Бритиш Колумбија универзитет во Канада и веројатно тие се екипа многу слична на наша, ако се еден чекор пред нас стално се бркаме. За истите области што ги покриваме ние, значи тие се гуру во област. И тоа е автономно решение на сите петот. Решение за сите петот. Да, благодарам што ме слушавте, ако имате било какво прашање. Игор, благодарам на интересната презентација. Значи, исти беше и пред 25 години, авангарден. Јас Игор го познавам од студентските денови, заедно студиравме и секогаш имаше предизвици за сите колеги. Дури го прашувавме од каде ти текна сега вакво решение или ваков тип на проблем, како да го направиме. Во секој случај си се нашол на правото место, значи веројатно институтот каде што работиш ти овозможува слобода на мисла, меѓутоа и примена на она што го работиш конкретно во областа роботика. Сакам да замолам некој од колегите, ако има некој коментар или прашање да постави, ако не Игор е наш соработник, значи за вакви интересни работи кога има да се соопшти, може да организираме и дополнителни сесии, презентации, работилници. На вистина студентите од техничките факултети би можеле да ја видат директната примена на математичкото моделирање во индустријата. Добро, благодарам уште еднаш на Игор.